Развивање механизми за напредување на соработката во областа на здравствената заштита и системот на здравствено осигурување помеѓу Македонија и Косово, како и развој на други области од заемен интерес, беа денешна тема на македонскиот и косовскиот министер за здравство Бујар Османи и Ферит Агани. Двајцата министри стакна дека двете земји се подготвени за напредување на здравствената заштита со цел да се задоволат граѓаните, здравствените работници и да се постигнат највисоки стандарди на здравствените услуги. Дека темите од областа на здравството се секогаш добра основа за унапредување на односи меѓу државите, а посебно помеѓу две соседни држави со една голема меѓузависност и слични предизвици. Сметам дека во такви случаи е неопходно да министрите за здравство комуницираат, контактираат, соработуваат и разменуваат искуство, се со цел за доброто на пациентите и на граѓаните од двете држави. Нашата соработка се заснова на спогодбата подпишана меѓу двете влади во 2010 година и денеска сметам дека е значајна посетата и состанокот, бидејќи даваме нов дух во имплементацијата на таа спогодба, односно создадовме механизми за имплементација и операционализација на истата. Во однос на косовските пациенти кои користат здравствени услуги во Македонија, Османи истакна дека една од темите била и олеснувањето на здравствените услуги на пациентите од другите држави, прашање за кое е создадена група која ќе работи на надминување на пречките. Според министерот за здравство на Косово Агани, граѓаните на Косово минатата година потрошиле 27 милиони евра за лекување во Македонија, што представува 1/3 од здравствениот буџет на Косово. Објектот осигурување шендесорен помет фондите. Збор за ограничени фондови. Големиот дел од овие средства се пренесуваат лично од граѓаните на Република Косово. Одите што сум имал од 2009 година станува збор за некаде 27 милиони евра кои што граѓаните на Република Косово ги користеле услугите на Република Македонија. Ни средства за можностите што ги има Косово. Тоа очекуваме едно, да не кажам, чувствителност од страна на владата на Република Македонија. Оваа доверба што имат граѓаните на Република Косово во Република Македонија на некој начин да биде поолеснато со услугите што ќе ги добиваат. На моменти кога на Косово темелоем се. Косовскиот министер од својот македонски колега побара косовските пациенти да се третираат исто како и македонските. Косовските граѓани во Македонија најмногу ги користат услугите од терцијарното здравство, најмногу од областа на кардиохирургијата и од онкологијата, особено радиотерапијата, но и други здравствени услуги.